По повод одбележувањето на меморијалниот ден во спомен на жртвите од Првата светска војна, на германските гробишта во Прилеп почитот дадоа и положија свежо цвеќе амбасадорките на Германија и на Франција во земјава Гудрун Штајнекер и Лоренс Оар, министерот за одбрана Талат Џафери и представници на локалната самоуправа. Според двете амбасадорки во земјава, помирувањето е пример како со политичка волја се надминуваат разликите и дека тој процес е можен за сите и секаде во светот, вклучително и Балканот. Мислам дека помирувањето помеѓу Франција и Германија, помирувањето што следише после две светски војни и во Втората светската војна Германија им направи ужасни нешта и на францускиот народ, на французи. Мислам дека тој процес на помирување е пример за сите. Може да служи за пример за сите како е тоа можно да се надминуваат со политичка волја разлики, диференции па и омраза. Тоа е процес, меѓутоа тој процес е можен за сите. Ова помирување што го гледате денеска има смисол само доколку гледате кон иднината, само доколку патот што го изодивме ние и вие го изодите, и тоа мислам дека е можност не само за нас, туку и за сите земји, вклучително тука и Балканот. Нема да кажам дека ние сме модел, туку само сме биле жени и мажи кои ја имале волјата и биле одлучни да гледат кон иднината, а тоа се постигна со потпишувањето на Елисејскиот договор. Помирувањето е патокас и поука за сите, рече на чествувањето во Прилеп министерот за одбрана Талат Џафери. Добро во контекст на одбележувањето на и чествувањето на гробишта на загинатите борци од Прва светска војна, претходно во Битола на француските гробишта, потоа сега овде во Прилеп на германските гробишта. Сметам дека е поука и патокас кој што побргу треба да го следиме, и Елисејската спогодба и ово денешно заедничко чествување на двете амбасадорки, пред свега на двете мајки, да биде патоказот кој што треба да го следиме во иднина. Во врска со прашањето за спорот околу името, особено по средбата на германската канцеларка Меркел со Нимиц, амбасадорката Штајнекер без конкретен одговор. Немам конкретна информација за средба, знам само да су се сретнали. Мислим секогаш да тоа е билатерални спор и да тој билатерал може да се реши билатерално и исто со политичка волја на оба страна. Сакаме да помогнеме на сите начини да се реши овој спор, одговори на новинарско прашање и француската амбасадорка. Ние како држава, Франција како држава е ангажирана за да помогне како што може на медијаторот Нимиц. Не сме тука да го замениме него, туку сме тука за да помогнеме во сите начини што е можно. Значи, таа е официјалната позиција на Франција, да се помогне за да се реши овој спор. На комеморацијата на германските гробишта во Прилеп покрај амбасадори и конзули од европски земји присуствува и представници од локалната самоуправа и политички партии. На германските гробишта во Прилеп се закопани 1600 војници од повеќе нации, најмногу од Германија.